Каде верникот треба да гледа додека е во намаз. Прво што треба да се знаеш, браќа, дека да ги затвориш твоите очи во намазот е мекрух. Значи мрзено. Тамам? Да ги затвориш додека кланя, да ги затвориш. Зашто? Зашто велат учењаците, ова му сличиш на јаудиите. Тие кога клањае, ги затворија своите очи кога објаве намаз. И ги затвори своите очи. Сега, каде треба да гледаме? Додека сме станати, не на руку. За да не ми иде после пак прашање, добро станати на руку вака, станати кога? Станати има две мислења на учењаците. Некој велит, и тоа е мислењето на мнозинството на учењаците. Тие што велат, треба да гледат на местото кај што мисли дека ќе падне на сежда. Например, подобро како јас да мерам, што да правам? Не. Од прилика ти знаеш кај челото, кај треба да ти биде на земја, којаш на сежда. Ова е првото мислење, затоа што има дојдено во еден хадис, каде што се вели дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем гледал во местото на сежда. Овој хадис мало е слаб, тамам, мало е слаб, ама веќината на учењаците велат дека треба да гледат во местото на сеждата. А другото мислење, што веле дека треба да гледа право, кон киблата. Во џамија, михработ имамот, треба да гледат кон михработ. И ова е мислење на маликиите. Зато што тие од каде земве доказ? Доказ го земве од ајетот, што Аллах субхану ва таала велит: "Кад нара тaqalluba wajhika fi as-sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Ето овој ајет на пратеникот салаллаху алейхи ве селем му е спуштен додека бил на намаз. Аллах велит: "Гледаме о Мухаммед, ти се обратиш често со твоето лице кон небото." И пратеникот салаллаху алейхи ве селем, маликиите велат дека додека има клања, пратеникот гледал право кон киблата. И го кажавме доказот. Исто се пренесите од асхабите дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем учел Куран и во намазите што се безгласни. И кога ги прашале од каде знаете дека учел Куран во намазите што не се чита со глас, гледавме дека му се тресеше брадата додека клањаше. А брадата која е спуштена главата долу, вака, значи за да гледат кон не се треси. Освен ако е главата право, можеш да гледаш дека се треси. И ова е еден од доказите што го земе дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем гледал право. Кој е најдоброто мислење? Најдоброто мислење е дека треба да гледат во местото на сежда, затоа што веќината учењаците така велат. Сега кога сме на руку, каде да гледаме? Овде имат исто две мислења на учењаците. Некој вели дека треба да гледат долу, значи во местото кај што ќе одат на сежда, а другите велат дека треба да ги гледат нозете. Треба да ги гледат нозете. Најточното мислење дека треба да гледат, иако што е, ова е, значи, слободно, човекот може да одбират, не е нешто што е заклучено, освен вака и немат друго, значи морат на сежда, него мислиме дека во мислењето на веќината на учењаците е подобро да гледат во местото на сеждата. Иако дозволено е да гледат и кај нозете. Сега, на руку често грешат некои, кога одат на руку. А да гледаш кон киблата, да ја држиш главата вака, одиш на руку и право главата, не е убаво. Не е дозволено да гледаш право. И од грешките што го прават на руку, на руку, е главата ја држат вака. Право, не. Или пак ја спуштаат ногу удолу. Не, главата треба да е равно со грбот.
Значи ако чоиш, да не станам сега овде во практика. Значи ме сватите, значи не треба да ја креваш главата многу горе, па не треба ни да ја се спушти многу удолу, него треба да биде равно со грбот. Аллах најубо знае. Исто во руку од грешките што ги прават, грбот многу го скривет некој. Сака да го правите овој рукуто поправо, ме разбираш? И зашто некој одстанати кога да прават руку. Ова е забрането, рукуто а кој мој да го направи рукуто како што треба и не го прави, нема да му се прифатит намазот, не му е точен намазот. А некој пак другите овие го скривет на удолу грбот. Џомти да го правит поправо и одет скроз на удолу. Не, треба да е равно, Аллах најубо знај.